Продолжуваме со нашите авантури од живописниот регион Долен Дримкол, кој се простира по падините на преубавата Јабланица. Се искачивме повисоко и навлеговме подлабоко во преубавата планина, каде меѓу густата висока букова шума го најдовме широко распосланото Дримколско село. А тоа е преубавото село Дренок, кое денес мирно во тишина спие меѓу високите стебла на густата јабланичка шума. На 43 километри од Струга, на 10 километри од регионалниот пат Струга-Дебар, искачувајќи се по тесниот и замортизиран пат од камионите на македонски шуми. На надморска височина од 1095 метри, блиску до границата со соседна Република Албанија, Дренок е највисокото село во овој регион и неговиот атер допира се до државната граница. Во далечната 1905 година, Дренок броело 512 жители. Додека податоците од последниот попис спроведен во 2021 година покажуваат дека денес во Дренок живеат само 19 жители. По селските улици, со неговото теренско возило, извршувајќи ги своите дневни обврски, го сретнавме нашиот домајкин во Дренок, Нове Ангелковски. Јас сум Нове Ангелковски, од село Дренок. Моментално живеам тука, иначе во Скопје, роден сум во Дренок, до 4-то оделение имам завршено во Дренок, после тоа во Скопје. Работев како електричар, електротехничар во Скопје. Веќе 17 години сум дојден овдека во Дренок, сум преселен. Тука живеам со сопругата и одгледувам пчели, украсни кокошки, моментално бавчи си правам и тие работи. Тој ни раскажа каков бил животот некогаш во село Дренок, присетувајќи се на своите детски и млади години. Дренок порано имало околу 70 до 80 куќи и претежно печалбарско село. Тука живееле, мажите оделе на печалба, претежно Скопје и во останати некој Белград, Румунија, Бугарија, оделе Грција. Али зимно време се враќале тука и живееле до пролета, биле во Дренок. Од пролет оделе на печалба. Како и голем број рурални средини во нашата држава, така и Дренок се соочува со инфраструктурни и голем број други проблеми, кои го отежнуваат секојдневниот живот во селото. Зашто детално и опширно ни раскажа Нове при нашата средба. Моментално во Дренок сега живееме 2 куќи. Бевме 3, почина тој зимоска и сега сме 2 куќи. Многу тешко е, ради тоа што патот веќе е растурен со камионите што сечат шума, дрва и ги растурија големи камиони. Тука иначе треба 5 тона камиони, али они доаѓаат 30-40 тонски камиони. И затоа луѓето овдека летно време има повеќе, ама секоја година све се намалува бројот, ради тоа што не се иде со кола нагоре, 2-3 пати да отидеш, мора да ќе направиш некој дефект на колата. Па така дел поради неразвиеноста и негрижата за руралните средини, а дел поради глобалниот феномен на иселеништвото, Дренок како и голем број на села полека останува празно. А еве каде најчесто дреночани се иселиле и каде денес се растурени по белиот свет. Иначе од Дренок најмногу се преселени во Скопје, има и во Охрид, али претежно во Скопје. Тие сега има поголем број на фамилии, али порано печалбарите и 60-та година веќе почнало да се иселува заради тоа што школата веќе се затвори и сите се преселивме во Скопје ради школа, ради учење и тие работи.
Така ден по ден Дренок стануваше што потивок и попразен, а површина од 610 хектари шума. Потоа 55 хектари пасишта. Како и 40 хектари обработлива почва, кои се простираат во атерот на Дренок, останаа неискористени, необработени и пусти. Додека старите камени куќи остануваат празни и тажни, а околу нив обраснува трева и друг вид на диви растенија, кои ги обвиткуваат камените скалила кои водат до влезот на куќите. Старата камена чешма во селото стои празна и пуста, додека низ просторот одекнува джагорот на водата која плиска на старите камења од кои е зидана, наместо надалеку да се слуша джагорот на децата кои си играат во водата. Зарем не е жалосно овие куќи, кои се преплетени во безпрекорната убавина на планината, да бидат осамени и пусти? Зарем не лежи тука огромен рурален потенцијал за развој на најразлични етнобизнеси, како и развој на руралниот етнотуризам во нашата држава? Зарем не треба примерот со успешниот бизнис на нашиот домакин Нове да биде само една од многобројните успешни рурални и етнобизнис приказни во ваквите природни убавини на нашата Македонија? Секако дека треба. Поради тоа со таква порака ја завршуваме оваа наша денешна авантура во дримколското село Дренок. Со надеж дека оваа наша приказна ќе поттикне уште некој како Нове да започне успешна авантура во некој од нашите преубави села. А вам, драги гледачи, ви благодариме за вниманието и продолжете да не следите. Наредната недела се гледаме во некоја нова авантура низ нашиот безпрекорно убав роден крај. Каде и да одам, во срце те носам.